Еве се враќаме повторно назад после рекламите. Ние продолживме со разговорот. Не знам веќе што си кажавме на рекламите, што треба пред камерите да кажеме, затоа што навистина многу теми се отворија. Меѓутоа би сакала еве да го прашам господинот Сашо, она кој што го зборувавме за на англиски ми да го кажам, не го знам на македонски зборот, дека ако жените пливаат, нели многу ќе се развијат и тоа не било добро, затоа што обично знам дека родителите нели тоа го кажуваат на своите помали деца, демек да не се развијат тука многу во рацете, да не изгледаат како маш или не знам како. Дајте да го разбиеме стереотипот, да. Какво е вашето мислење за тоа? Па многу девојки доаѓаат и тренираат пливање, а во последниве 2 години имаме девојки кои што почнаа да тренираат и ватерполо девојчиња. Точно е дека некогаш ќе напоменат да не се многу детето развие во раменјата или ова, но по мене тоа е погрешно, бидејќи и да се развие, тоа е убаво изгледа, правилно држење, правилна става, кичма исправена и по мене тоа е добро. Не секојдневна. Така е, да. А убаво. Убаво изгледа. Мислам дека тоа се работи кои што луѓето кои што не ги разбираат и можеби така да ги спомнуваат, да кажеме, на своите деца, но не е проблем, бидејќи ние имаме многу девојчиња, девојки кои што доаѓаат, се запишуваат на пливање, тренираат, некои како што кажав и претходно, интересот е огромен за наши виде спортови, но некои од нив доаѓаат, научуваат, па нема да им се погоди средината, одат и на други спортови. Сепак пливањето е базичен спорт. По мене, државата треба да се стреми дури да го воведе како училишен спорт. Значи, во општините каде што имаме базени, посебно во градот Скопје, големите градови, секаде да биде задолжително да имаме час по пливање, бидејќи секој едно дете, секој еден човек, по мене треба да знае да плива. Тоа, еве, сите одат веќе модерни времења на одмори, да може да сам да се одржува во вода, во длабоко, да нема страф од водата. Тоа е многу здраво прво како за нив како индивидуи. Покрај сите аспекти што ние ги даваме на тие часови што учат да пливаат, ние ги воспитуваме децата, ги учиме на дисциплина, ги учиме на колективитет, значи да се дружат меѓу себе. Во вода не може да бидат со телефони, тоа е доброто. Тоа не е добро. Најдоброто е што еве барем во денот едно саат и пол ќе се ослободат од телефоните. Сметам дека тоа е еден огромен проблем со кој што треба веќе да цело општество, надлежни институции да се позанимаваме, бидејќи јас ги гледам, јас имам 2 сина, двајцата тренираат, ги носам на базен, мали се, едниот е 13, другиот 9 години, но гледам дека во домашни услови тие цело време гледа да се закачат за телефонот, за PlayStation, за такви игри, компјутери и тоа не е здраво и сметам дека така нашата нација, нашите деца, наша иднина не оди во добар правец. Сега како ние гледаме што повеќе да тоа го намалиме, нормално на базен не можат да користат, но и кога одиме на припреми, на надпревари, им ги одзимаме телефоните, бидејќи покрај делот што тие стануваат има некој дефокус. Значи јас ги гледам деца што многу користат тоа, веќе можеби чув дека има еден термин за тоа, го викаат екранизација, мислам дека. Екранизација кај деца така. И децава кои што многу користат телефони, посебно игри, такви компјутери, немаат доволно концентрација. Кога доаѓаат на базен, јас ги гледам, тие се како дефокусирани, не ги слушаат добро вежбите, како да живеат во некој посебен свет. Во екипниот спорт посебно ги гледам дека не може да се уклопат, не може да ги исполнат тие вежби кои што им ги даваме или да играат играта како што треба. Еве, ова е еден мој апел до сите родители да припазат што повеќе да ги носат на спорт, независно од кој спорт. Еве, јас навивам за моите пливачки спортови, и танците, и играорната, и спортовите што се надвор од вода, гимнастика, кој што исто така е базичен спорт, атлетики, фудбал, ракомет, што и да е, но нешто да се занимава. Дали и во делот на културата, исто така мислам дека тие оние кои што се не може секој да биде, секој дете може да се пронајде само себе, некој во еден спорт, некој во друг, некој во културата, некој во музиката. Јас апелирам и на сите родители, сите блиски, тоа го ширам како енергија и сметам дека треба да стигне до секој еден и луѓето да се стремат своите деца покрај учењето да се занимаваат со нешто дополнително. Физичка активност
активност морам, кога зборуваме за градба и за тело, мислам јас барем од мој лично искуство како што гледам, пливачките што сум ги гледала, тие што пливаат, какви тела имаат направено, секоја, чест мислам, секој мускулче има баш онака таму каде што треба. Исто и за танци, Марија, мислам, физичкиот изглед ти се менува, исто и за играорната, значи ти кога градиш телото, ако зборуваме за физичката страна, меѓутоа мислам дека и ментално посебно, да, со пливањето ми е како некоја медитација. Ова ми е исто, како викаат, музиката лекува, Марија. Вие двајца најдобро треба да го знаете тоа. И психичките лекува, дури колку и лош ден да имаш, идеш ке си знаиграш и после си полна енергија. Тоа што го сакаш дефинитивно. Да, цела лоша енергија ја isfрлаш на И при тоа, нели, самата музиката поведува, па си подпевнуваш, па забораваш и на сите проблеми пред да влезеш во сала што се случува. Што си ги имал? Така, да. Што си ги понел со себе. Како вели Љупчо, да, колку вака ми спомна дека за некоја госпоѓа ли кажа дека била среќна и пресреќна дека едва чека да отиде на Оро. Случаи со смртни случаи, значи починал братот на или не знам некој близок од фамилијата и сега ако се затвориш ти дома нема да го најдеш решението. И има такви случаи каде што дојде на игрорна и тоа самите тие си го кажа, вика тука го најдов лекот за да го пребродам таа болка на најубав можен начин да значи не да го забори тоа, меѓутоа да преброди таа криза која се јавува меѓувремено и се полни нормално со позитивна енергија. Па ти тргни од дома кога ќе се слушаш омилената песна, па ти иде малку да заиграш, да запееш, па ти одма поубаво, а па камо ли саат време да идам два, колку имате таму? Одевме на игрона кога ќе научиме нешто ново и сега по пат си одиме, ние по пат рипаме да си го повторуваме тоа додека дојдеме до автобус. И сите не гледаат. И ние си рипаме, се клекнува, се вртиш. Ние со пливање не можеме да си попливаме, немаме каде. Треба некоја бара да легне Саша на асфалтот. Саша, бара колку сакаш има. Да. Ај да се насмееме. Јас сакав Марија да ја прашам кога веќе сме на тема екранизација кај деца, како вие се справувате со тоа на вашите часови? На часовите многу работиме на тоа да се намали се тоа, ама точно исто и господин Љупче што го кажа тоа дека вие го кажавте, дека се приметува кај новите генерации тој дефокус и таа неприсутност на децата. И тоа, пак ќе кажам, на новите генерации, на помладите генерации од 5 до 7 години, каде што тоа дете е во најголем развој, каде што тоа дете сега му се оформуваат и мислењата и сваќањата и се, тоа дете точно дека делува отсутно во моментот. Да, те слуша, да, тука е, ама отсутно е. И како доаѓаат новите генерации? Не мора да се пише новите, ама се повеќе се приметува тоа и мислам дека е сериозен проблем на кој што треба да се работи. Затоа што доаѓа дете во сала кое што е дете како дете, секој дете нели убаво, малечко, така. Ама не е тука, не е присутно, му се обраќаш, му кажуваш, не знам, што треба да направи, што бараш од него како задача. Него му е битно, чекај, кај мене, например, конкретно сега се тие TikTok трендови и јас видов едно видео како го изведуваат и е влезено во сала да го направи трендот, да си го сними рилчето, TikTokот, да, а не да ги направи вежбите, нели, како што има методологија последователно како треба да се развива и што треба да се направи, него да се сними тоа видео. Ние имаме проблем. Не е тоа проблем, окей, тоа глобално, нели, така се движи, ние мора да ги пратиме тие трендови. Може на крајот од часот или некако да биде како награда или не знам ако биде послушен. А не да биде основна цел за влегување во сала. Да, супер. Да одиме да снимаме ние тиктокови кај мене. Елена, ти прва си сигурна. Ама верувам дека ќе го истрпиш условно цел час па после. Ама тоа во короната мислам дека почна, или сите почнаа да играат на тикток за короната и тоа си остана. Претпоставувам повеќе кај младите. Останата. Добро. Имаме фотографии од нашите гости кои што сакаме да ги покажеме. Ајде да одиме со фотографиите на Сашо, кои што тој не ни ги прати фотографиите. Ние ги најдовме фотографии. Сега и вие ќе се изненадите. Сега биде збунеце. Кои се овие фотографии? Ништо страшно, се е безбедно. Ајде господине Сашо со краток коментар за секоја фотографија. Каде е ова? Ова е базенот Борис Трајковски, ова е тренинг за викенд, бидејќи гледам не се извадени стазите, 2 стази имаме, обично преку недела ги вадиме и ставаме голови. И ова се индивидуални вежби со децата, ги учам на техника, како да се задржуваат во вода, работа со топка.
Одлично. Не ве прашав генерацијски, да ти помлади, повозрасни, како и да... Ние примаме дечиња за пливање од 6 години па нагоре, обично докај 12-13 години, за да можеме да ги направиме во надпреварувачи, да кажем. Но има и повозрасни кои што доаѓаат, има часови за нив. Так, ајде коментар за оваа фотографија. Мислам дека со ова ве најавивме или вака нешто како добар пример. Да, ова беше крводарителска акција која што се во Чардак, во Дебар Мало. Па јас, пошто сум крводарител, еднаш годишно обично давам крв. Еве апелирам до сите гледачи, до сите луѓе кои што можат, ова е една благородна работа. Секако секој кој што е здрав. Да, јас обично еднаш годишно гледам, да, веќе имам собрано и доста, не знам, нели се собира таму колку постануваш официјално крводарител. И значи сте официјално крводарите. Не очекував со слика. Да. Ово државно првенство, наградите со веќе 2 години ги организираме. Ова е, мислам, државното првенство во ватерполо што се одржа во спортскиот центар Борис Рајковски. Ова се наградите за тимовите кои што ги освоија прво, второ, трето место, како индивидуалните награди и медали за децата. Нормално децата секогаш сакаат да ова многу им значи, посебно на најмладите категории, да добијат некое признание, медалче, пехар, еден вид на стимул. За жал кај нас, кај нас за жал овие спортови се аматерски, да кажам, спортови не се професионални, не се зима надокнада, дури и овие што играат во сениорски тимови за сега во нашиот спорт. Зборам, другите спортови се поразвиени, може и од тоа да функционираат професионални договори. Кај нас се уште тоа не е, но се надевам во иднина и тоа да го направиме, да го реализираме за да ги задржиме, бидејќи морам да напоменам дека во Македонија во сите спортови го забележувам тоа, може не е кај вас, дека децата на 16 години веќе почнуваат да се откажуваат од спорт, почнуваат да излагаат други работи да ги интересираат и ќе влезат во пубертет. Што ќе се заљубат или ќе почнат нешто да работат и готово. Нашиот спорт, да речам, не трпи паузи. Посебно пливањето и ватерполото се спортови кои што мора редовност и мора да постојано. Еден месец да се направи пауза, после треба неколку месеци да се надокнади, што значи дека гледаме да ги задржиме, сега колку можеме да ги стимулираме. Оваа слика е исто од државното првенство, а ние најмладиот тим дечиња се овие тука се по околу 10 годинки, ова ни е тимот, каде што јас функционирам и работам, да речем, да не го... Нешто да се работи. Да. Добро, ова е волонтерска работа за мене, јас го сакам. Ова фамилиарен спорт ни е неколку генерации. Мајка ми беше мајстор на спорт, мајка ми не е од тука, од Бугарија, од Софија, она била мајстор на спорт во оваа дисциплина. Нејзиниот татко исто така бил тренер по ватерполо. Вујко ми беше многу добар играч, играш во Италија, брат ми олимпиец, јас бев. И нема на каде мора и децата. Нема, и ова ни е во крвта влезено, хлорта ни е влезена во глава и ние мораме да идеме да дишеме малку хлор, да го осетиме амбиентот. И вашите деца спомнавте? И исто моите два сина играат и редовни се во ватерполо и пливање. Ова ни се девојките, како што кажав, веќе почнавме, немаше девојки кај нас. Тука имаме и гости, еден турнир минатата година на турнирот за ветерани. Првпат имавме ветерански екипи од Турција, од Азербеџан и направивме една наша екипа, нашите девојчиња од Скопје, ама ги појачавме со, мислам дека една гостинка дојде од Чешка. Имаме една девојка од Јапан која што работи во амбасадата и игра, тука тренира со нас, секој ден е на базен, таа играше и неколку девојки од Бугарија. Клубовите што имавме соработка, дојдоа, направивме наш тим и го освоивме турнирот, да кажам, ветеранскиот турнир за девојки. Сега ветерански беше турнирот, но девојките беа помлади. Збор на денот. Така. Ова е настап, имаме деца што веќе играат, значи нашиот веќе почнуваме и надвор да шириме. Локомотива, клубот каде што јас функционирам, веќе учествуваме во развојната лига во Србија и учествува оваа година не примија. Ние еден босански тим, тоа се тимови од централна Србија, не се најсилните нормално, да не кажам, бидејќи српското првенство е многу силно, но ние тамо настапуваме и имаме дечиња кои што ги имам пријавено во Бугарија, имаат настапи во софиски клубови, тамо имаме добар контакт и соработка и нашиве деца одат со една цел да пробаат играат во тоа првенство, играат за тие тимови. Значи веќе имаме меѓународни настапи.
4-5 деца веќе ги имам регистрирано таму и функционираат. Нормално меѓународно искуство ни треба. Како се развиваме тука, мораме и во регионов. Сакам да напоменам, сега сабота и недела играме Final Four во развојната лига во Србија, значи ќе се бориме за место. Првите 4 екипи се пласиравме во први 4 и во сениорска конкуренција, значи тоа се нашите деца се млади и сениорите се околу 2007-2008 година родени деца и помали и 2011 и помлади. Во двете конкуренции во Бела Црква ќе имаме сега Final Four, се надеваме да освоиме добри места. Ова е училишен спорт во Куманово. Јас како председател на Пливачката федерација учествував, Министерството исто за спорт беше вклучено и Федерација Сојуз на училишен спорт. Организиравме првенство на сите училишта, пријавија дечиња и ова беше во Куманово еден многу добар надпревар. Ви кажав, моја интенција и моје заложување е да во училиштата веќе воведеме пливање, да може, ако можеме, за сите деца. Не сите деца може да одат на базен, да платат чланарини, родителите, може и во други спортови да бидат, но ако го воведеме како час по физичко воспитување, да видиме од која до која година, сите дечиња да ги извртиме, сега кои ќе се направат маливе базени, кои ќе имаме база, ние можеме од нашава федерација, имаме 30-40 стручни луѓе, тренери што се занимавале со овој спорт и што го развиваат, да ги обучиме децата и да можат да сите да научат да пливаат. Браво, навистина. Да речеме да не мора да оди во клуб, туку преку училиштата да ги научиме децата, па сега кој посака понатаму да продолжи, може да се запише во спортските клубови. Ова е исто во Куманово кога беше настанот за училишен спорт, многу деца настапија, огромна бројка, јас дури бев изненаден. Куманово има идеални услови. Имаат пливачки клуб, се обидуваме сега да го развиеме и ватерполото и во тој град. Базенот одлично функционира, има опрема, све, општината одлично се грижи за него, јас сум презадоволен, мислам одиме и тамо. Ова ни беше, кај беше настап сега? Ова се нашите пливачи, ова е настап на некои од првенствата, дали европско или мултинации, не сум сигурен. Исто така нашите пливачи кои што се постојано присутни на европските младински првенства, па и на светските првенства, имаме и тамо веќе добри резултати и се надевам да покажеме уште подобри во наредниот период и да им овозможиме што подобри настапи, подобри времења и да ја представуваат нашата држава достојна на сите првенства, па дај Боже и на олимпијади настапи имаме и така. Да, ова е мислам нека последна фотографија. Ви благодарам многу за фотографиите и за коментарите. Фотографиите се од нас, од Александра, мислам дека ги најде. Да одиме со фотографиите на Марија и Марија исто ни прати неколку фотографии па да даде нели свој коментар за секоја од нив. Повели Марија. Еве ова ќе започнеме од оваа година размешани се фотографиите, да знаеш сам. Добро, ова е надпревар во Алексинац. Да покажеме како се оди на надпревар со македонското знаме. Добро, следна може. Нема коментар, ајде. Ова се најмалите групи кај нас во студио, од 5 годинки, значи по градинка, што доаѓаат дечињата од 5 годинки, ова е нивниот прв настап. Каде беше некој извин? Ова е Синаплекс, скоро. Да. Имаат Аладин, со Аладин костими се. Шоу браво. Ова ни е новогодишниот концерт што си го правиме веќе љубилејно, ќе кажам веќе 5-та година во Џамбо. Во Веро Џамбо. Така. Еве ги сите дечиња во црвенко облечени. Сите се од кај тебе? Сите. Машала. Машала. Така. Да. Ова е по мене еден од најдрагите надпревари оваа година. Будимпешта беше. Оваа година на половина сме. Оваа така година, да, ова беше сега, инаку во април. Еле пола година помина, кога? Вчера нова година прославивме. Да, и мина брзо ми Не спомнуваме години, да не броиме, ве молам. Добро. Ова е истин настапот на дечињата, каде што освоија прво место во шоу категорија. Како да не освојат? Не, ве Цецина, ова ќе се качиме и сигурно. После ти ќе водиш сама. Да. Не, после Милена нека води. И двете нема да дојдеме. Добро. Ова е дел од прославата за роденденот оваа година, нели 14-ти роден ден. Го правевме во двете сали што не се во Трубарево и во Илинден, ова е во Трубарево, па игра со тоалетни хартии како да направат најубав костим.
поделени во групи дечињата да бидат малку креативни. Се правите забава, браво. Многу ни е забавно. Ова е исто дел од на надпревар во Струмица беше, исто сега, скоро, многу скоро. Девојчето е Матеа, исто инструктор кај нас во студио. Друго си е со пехар. Нели? Има полично. До пехарата. Ова е последниот надпревар што бевме со Кобања и се качувавме на водопадите горе. Грашак имаше ли за ручек? Грашак немаше. Грашак немаше. Јас бурек јадам. Јас грашак би јадол. Ние на Мевце бевме. Па добро, подобро Мевце него ли грашак Да, сега? Србија си е протеинче. Србија, позната по Мевце, нема опција за грашак. Добро. Да, ова е исто од тој надпревар. Имавме нова кореографија. Дечињата прв пат ја изведа ова джуниорките, ова ми се третата група, прв пат ја изведа ова кореографија на тој надпревар. Сега ја подготвуваме за завршниот концерт што ќе ни биде. Нормално со многу повеќе деца. Ќе видиме таму како ќе излезе и како ќе изгледа. Ќе биде супер. Оваа слика ја ставив и ја сакам многу ради тие мали цувки. Ова е Михаела, едно од дечињата кои што оди кај мене во студио 3 годинки, сега веќе 7 ќе наполни. И како од година во година како расна децата, ја така си ги ставам сликите од нив и ги споредувам какви биле пред 3 години бебиња и како раснема. Да. Супер. Мислам дека има. Ова е нешто што исто сакам да го споменам. Веќе 3-4 година ќе не биде оваа година. Организираме бесплатен летен камп. Браво. Во Илинден и во Трубарево на игралиште, отворен за сите дечиња, кој што се состои од танц и од спортски активности. Секој ден имаме различен гостин. Од различни спортови, од пливање не сме имале. Нема базен. Нема базен. Од сите спортови, не знам, вклучувајќи ги теквондо, кошарка, фудбал, велосипедизам, нели различни гости. Баш од таа причина што реков, не мора девојче да се запише на танц, него да имаат простор каде децата во текот нели на еден ден, на еден час да пробаат самостојно да се пронајдат во нештата. Одлично. Оваа фотографија ми е фотографија од Индија. Дури една приватна. Една, толку да сте. Еве бев негде и јас Прав доста педагог. Прав се помина во Индија, веќе да се фокусираме на Индија, кога се ставила една слика. Индија 2 пати бев. Првиот пат не се пронајдов многу во таму, затоа што е многу различна култура, многу различен свет. Секако. Многу различна храна, лута храна, што јас не сакам луто, не јадам луто. Да, многу зачинет. Вториот пат веќе нели си дојдов како на домашен. Да. Си дојдов дека дома да си зема храна од Македонија. Веќе си дојдов јас не, ама си научив што ќе кажам во кујна, како да ми се сготви, што да се стави и веќе беше другачија. А замисли па тек третиот пат кој идеш. Мислам дека е доволно. Како Дома, дека ја Тапче, ќе се грабче, патам дај. сега. Никош не се знае. Добро, да ги видиме фотографиите оние кои што ни од господинот Љупчо, тие кои што ни остана, да видиме каде сме патувале, кај сме биле. Последното патување сега бевме во Турција. Еве тие се најмалите членови. Бевме на 5-дневна турнеја на еден прекрасен фестивал. Ова е слика од автобусот каде што најмалите членови дојдаа тука помеѓу мене и шоферот и си пеја песни, среќни, весели, облечени еве во традиционални македонски носи. Леле, што убаво, потсети на екскурзија кога деца кога идевме, навистина беше ово. Баш возењето во автобус е најубавиот дел. Доживување. Да, Јас би рекол тоа доживување. Браво. Ова е од мојот последен концерт со ансамблот Танец, заедно со мојата ќерка. Ова ли е Не, тоа е ќерката? мојата ќерка. Значи тука Значи дефинитивно крушата под круша си падна и кај вас, така? Така е, така е. Со синот и со ќерката. Тука се опростив со Танец. Тоа ми беше мојот последен настап. Нели? затоа последен, да. Да. Последен со Танец. Со Танец, така е. А инаку сега сум член на ветеранската група и таму играм. Колку пати ќе се спомнат? Тука се Ветеран. синот и ќерката на еден концерт во, мислам дека ова Битола, на еден концерт на Танец, фамилиарно, задоени. Исто и мојата сопруга е игрорка, меѓутоа аматерски не е во Танец, значи и таа е бивша игрорка, значи ние фамилиарно сме сите поврзани
со фолклорот и тука. Значи кај вас дома весело е, нема негативна Кај нас енергија. кој свири, кој пее, кој игра, тоа да. добро што не ни избрка до сега зградата. Комшиите не се бунат, а? Комшиите не се бунат. Исто ова е една слика од еден концерт. Јас бев си бев овие години ороводец во ансамбл Танец. Значи одговорноста на еден ороводец е голема. Тоа не го да спомнавме. го поведе, Да. да го поведе цел ансамбл, значи и мора да внимава на сите движења, на како се движи, на кои позиции, да биде тоа све правилно, за да го поведе, да ги поведе сите други. За да тоа личи Браво. на нешто. Ќе доаѓаме на час. Ова е кога Златната бубамара и тогаш директорот Мартин Вучич ми ја додели таа чест како првенец во името на ансамбл Танец и јас да ја примам. И каква чест, браво. Да, Златната бубамара. Значи во името Така е. на целиот ансамбл, јас да ја Па примам. добро, мора некој да ја подигне наградата, не може Да, голема сите благодарност. луѓе да излезат. Супер, браво. Пребој фотографии. Имаме уште. Режија, ако сте тука. Ова е исто така едно дело. Ние многу работевме, имавме порано тапанџијата играче заедно со нас во некои коreografии, па јас имав, мислам, таква желба да и јас го научам тоа, па покрај играњето и да чукам и со тапанот да бидам дел, да го збогатиме таа коreografија со уште еден сегмент каде што ќе дареме едно значење да биде уште уште поубаво. Ова е Егејска Македонија, значи тоа беше Осоговка од Источна Македонија, Осоговските планини, ова е од хореографијата Солунка, Егејска Македонија, значи гледате каков прекрасен колорит на традиционални македонски костими. Да. И баш сте среќен. Па јас секој што така уште еднашка тука со целиот ансамбл, да. Златна бубамара. Еве еден дел од една коreografија, мислам дека ова е тешка крстачка, самото име кажува тешка крстачка, но сите се од Скопска Блатија, Скопскиот регион, исто така прекрасни костими, традиционални. Браво. Треба многу вежбање за ова. Многу вежбање, и ова е последната опростувањето на сцена кога ја завршивме коreografијата. Да. Пред тој широк аудиториум, да се поклонам и да ја завршам мојата кариера во Танец. Баш емотивно сигурно би било тоа, нели? Па, да, навистина емотивно, митоа имаше нешто што останува дека јас не престанувам, јас нема да останам дома, дека јас продолжувам во студио Фолклор и тоа ми беше така еден лек кој ги победи тие емоции што беа во тој момент. Вие на еден поразличен начин ги живеете оние пензионерски денови на кои што луѓето се навикнати, нели, Нема пензионер? пензионерски кај него. Па да, тоа сакам да кажам, затоа што ти кога идеш во пензија... Немаше да додам во пензија, сега повеќе сум ангажиран него кога одев на работа. Да знаев, немаше да додам во пензија. Така. Сега пратеник, само ме праќаат, натаму. Пратеник, најдобро. IT менаџер. Да. Не, ама и тоа е добро за инспирација, затоа што нели јас знам многу луѓе кои ќе отидат нели во пензија и дури може на депресија да те мавна затоа што ти прекинуваш контакти, веќе не си толку активен. Што треба правиш дома, да гледаш телевизија, гледаш турски серии, некако животот ти се менува, кај вас тоа не е така. Ние не можеме, ја телевизија немам гледано, не знам од кога, ние немаме време да гледаме телевизија. Ние преку ден завршуваме, мислам трчаме, од 5 часот влегуваме во сала, вече сме до 10:30-11 додека се вратиме дома капнат и право. Да, а кај бевте вчера? Вчера бевме во Штип, на Света Тројца, на еден прекрасен манастир. Ја бев лично изненаден, прв пат отидов во тој манастир, добивме покана, слушнале луѓето за нас. Сега таму е мојот вујко, јас по потекло по мајка сум од Штип, и мојот вујко кој помага таму во црквата со неговиот пријател Бранко, да ги поздравам, Страшо и Бранко, кој му предложиле на Далибор, кој е основач на таа црква, кој самостално ги гради тие цркви. Браво. Не предложиле нас и ние отидовме со децата, тие беа фрапирани каква изгледба имаше од нашите деца, а фрапирани ние бидејќи тоа беше врволешница од луѓе, мислам дека имаше 15.000 луѓе
кои се движат, кои доваѓаат да го посетат тој манастир, значи ете и на тој ако тоа го прави приватно, меѓутоа народот верува во тоа и тоа беше јас за прв пат видов огромна гужва, значи народот препознава нешто и затоа се оди каде што му е убаво, каде што Да, и убаво на душата, така е. Децата беа прекрасни, сите што беа доедени сака да се сликаат со нив, ги дигаат во раце, значи задоволството е огромно. Ете, работиме, значи, со сите групи, ви кажав, со малата бевме за Турција, еве сега игравме за школка прошлата недела, имаше некој хуманитарен настан. Прета недела игравме во Сопиште, имаше нешто за СОС детското село. Значи вие сте се ангажирани константно. Ние сме ангажирани константно, меѓутоа нели, пак преска кажавме, ние го гледаме готовиот производ, меѓутоа дојдеш до тоа. Тие делење да носи, па враќање да носи, па дали фали делче, па дали е испеглано, па дали е тоа е, се работи за маса на луѓе, не се тоа 5-6 луѓе. Значи ние бевме се во Штип 30 и неколку деца беа. На сите да им поделиш, тоа носија мора да биде правилно облечена, значи да не биде некоја кратка на некоја долга. На сето тоа мора да се внимава. Тие не се обележени за секој од тие, значи тие разни генерации се менуваат и ние мораме прво да ги построиме, па да ги облечеме за да биде тоа да личи на нешто. Сето тоа во позадина има многу работи кои гледачите не ги знаат, само го гледаат готовиот производ. Ми тоа не се жалиме, ако ние сакаме да се представиме државата и уживаме во тоа. Не секој е за се. Јас така викам. Некои луѓе се на вистинската позиција ставени со причина. И тоа резултатите кои што се гледаат се тоа поради тие оние успешно спроведени позадински битки. Затоа што можеби да не е некој друг толку можеби ментално спремен, нема да биде таму каде што сте вие, да речеме. Така е. Така да се случува со причина и одлично се справувате со сето тоа и одлично се ги живеете пензионерските денови како што слушнавме. Значи супер. Да, би сакала само Марија да ја прашам во блиска иднина некој надпревар, нешто што се случува вака накратко да ни кажете со Марбел? Сега веќе на крајот на годината имам уште еден надпревар наредна недела што е во Штип. Видиш Штип, ти се таму се случува. Таму е забавата. Да, и потоа се подготвуваме за завршниот концерт, правиме кратка пауза, многу кратка, и кај нас не е дозволено тоа од 2-3 месеци пауза, како што сите би сакале, нели летен распуст, да не доаѓаме на часови. Многу голем проблем е во септември кога ќе се вратиме назад во сала, мускулите се олабавиле, телото веќе не е во онаа кондиција и подготовка како што сме се држале во текот на годината. Така да ќе имаме многу кратка пауза. Јули одиме на летен камп во Охрид. И така, си продолжуваат активностите. Си тече животот. Ќе играат на TikTok, не се секере. Нови трендови ќе излезат лето. Ќе дојдеме спремни во септември. Ете така. Нови трендови. Сашо, и вас да ве прашам нешто ново или вие сезоната не ја завршувате, вас сезоната сега само што почнува, иако е мислам цела година, ама така летно време. И ние не застануваме. Е поактивно. Сега фокусот е на викендов. Крајот на месец јуни ни се државните првенства, исто така меѓународните настапи на нашите пливачи, потоа доаѓа август месец Охридскиот маратон, за кој што сме спремни веќе со награден фонд, заедно со општина Охрид го организираме и Министерството за спорт. Ние сме вклучени во таа организација, ќе ни дојдат многу гости, ќе видиме сега точно кои настапувачи ќе бидат. Знаете дека тоа е еден маратон кој што е доста вака популарен во цел свет. Сакаме пак да го уште поише да го напредиме, да го вметнеме во мапата на светски првенства, да се бодуваат тие настапи и да направиме едно добар настан, да кажеме, од нашата федерација. Овде мора да ја завршиме емисијата, некако толку брзо ми летна, толку како недокажани останавме, толку сите се нешто да кажеме и опе го 10 и 34 завршуваме Лјупчо. Имате верувам. Да, многу ви благодарам на сите. Види, ние може да си останеме се допиеме водите, пошто кафе не ви сваривме, ама добро, тоа е до нас. Затоа ќе дојдете повторно. Убав ден да си имате сите, ви посакуваме се најдобро. Убаво да си ги поминете овие летни месеци, додека да се видиме повторно и само да се гледаме за убави работи.